На овој час ќе зборуваме за степенувањето на прилозите, со оглед на тоа што прилозите за начин се формираат од придавки, за што зборувавме во претходните видеа, а придавките се степенуваат во позитив, компаратив и суперлатив. На ист начин и прилозите изведени од нив имаат степени позитив, компаратив и суперлатив. Но, пред да почнеме да зборуваме околу степенувањето на прилозите, останавме должни од минатите видеа да кажеме уште неколку работи во врска со градбата на прилозите за начин од придавки. Покај начините што ги кажавме, постојат уште два други начини на градење на прилози. Едниот вели вака: на некои придавки од втора деклинација, аблативот сингулар од средниот род се употребува како прилог. Пример: придавката рарус 3, рарус, рара, рарум, редок, ретка, ретко. Прилог од оваа придавка не е раре, според правилото што го кажавме во претходните видеа, но аблативот од средниот род од придавката, раро. На ист начин се формирани и кито од придавката китус 3, китус, кита, китум, брз, брза, брзо, и мерито, аблатив од средниот род од партиципот пасивен, кој што исто така е глаголска придавка, од глаголот мерео, кој што гласи меритус, мерита, меритум. Значи од меритум, од средниот род, аблативот е мерито и на тој начин го правиме прилогот. Со оглед на тоа што глаголот има значење заслужувам, партиципот пасивен од тој глагол би било заслужен, заслужена, заслужено, а прилогот мерито би го превеле на македонски заслужено. Кај некои пак придавки, акузативот сингулар од средниот род служи како прилог. Така, например, од придавката мултус 3, мултус, мулта, мултум, не е прилог мулте, според правилото што кажавме во минатите видеа, ами мултум, акузативот од средниот род од таја придавка. Исто така паулум, од паулус, паула, паулум, малуброен, малубројна, малубројно, а прилогот е акузативот од средниот род паулум. Исто така факиле, од придавката факилис, факиле, лесен, лесна, лесно, средниот род факиле и уште акузатив факиле, исто, бидејќи во средниот род номинатив, акузатив и вокатив се исти, па факиле е прилогот. На ист начин е направен и прилогот импуне. Сега да преминеме на она што е главна тема на ова наше предавање, а тоа е степенувањето на прилозите. Како што рековме, и прилозите имаат три степени: позитив, компаратив и суперлатив. За позитивот, како се гради позитивот на прилозите, зборувавме во минатите видеа. Различно кај оние прилози што се градат од придавките што се менуваат по втора, прва, втора деклинација. Понатаму кажавме како се градат прилозите од оние придавки што се менуваат по трета деклинација и така натаму. Сега ќе кажеме како се гради компаративот и суперлативот. Компаративот на прилогот е ист со средниот род, со компаративот во среден род, односно со средниот род на компаративот на придавката од која што и го правиме прилогот во позитив. Така, например, од придавката лентус
3. Прилогот, рековме, го градиме во позитив, кога на неменливиот дел додаваме е. Значи, на лент додаваме е. Тоа е прилогот. Ленте. Компаратив пак од придавката лентус 3 е кога на неменливиот дел лент додаваме иор, лентиор, за машки и за женски род, и лентиус, значи додаваме иус за средено. Значи, компаративот на прилогот пак ленте е ист со средниот род на компаративот. Значи е лентиус. Само да ги измениме. Што и го имаме тука. Значи компаратив од ленте споро, лентиус поспоро. А додека пак суперлативот се гради кога на суперлативот од придавката, а него го градевме кога на непроменливиот дел лент додаваме исимус, лентисимус, поната лентисимус, лентисима, лентисимум. Сега, од непроменливиот дел на суперлативот, а тоа е лентисим, а го добиваме од лентисими, од генетивот, кога го отфрламе завршетокот за генетив, и додаваме сега едно е, па добиваме лентисиме. Најбавно или најспоро. На тој начин, од акер, акрис, акре, придавката, правиме прилог акритер, според правилата кои што ги кажавме во минатите видеа. Понатаму акриус, средниот род од компаративот на таа придавка е ист со компаративот на прилогот, акриус. И акериме, суперлативот, со додавање на е, од суперлативот на придавката. Акеримус, акерима, акеримум. Значи, акритер би било остро, акриус поостро и акериме најостро. Од придавката сапиенс правиме прилог сапиентер. Понатаму, од придавката сапиенс компаратив е сапиентиор за машки и за женски род и сапиентиус за среден род. А компаративот од средниот род во исто време и компаратив од прилогот сапиентер, значи сапиентиус. А суперлативот пак од придавката сапиенс е сапиентисимус, сапиентисима, сапиентисимум. На непроменливиот дел од суперлативот, значи од сапиентисими го отфрламе и, на сапиентисим додаваме едно е и го добиваме суперлативот сапиентисиме. Од факилис, факиле, придавката лесен, лесна, лесно. Рековме дека од таа придавка прилогот е акузативот за средниот род, значи факиле. Факилиус, средниот род компаратив, е ист, значи со компаративот на прилогот, факилиус. И факилиме, од факилимус, факилима, факилимум, на непроменливиот дел факилим му е додадено едно е и е добиено факилиме.